Владата на Република Северна Македонија во претходните денови го забрани движењето на граѓаните во некои градови во целост, воспостави 80-часовен карантин, меѓу кои не беше и Велес. Во градот Велес и поголемиот дел од останатите градови во нашата држава беше забрането движењето на сите граѓани од 4 јуни од 21 часот, па се до петок до 5 јуни до 5 часот наутро. Во сите останати општини, меѓу кои Велес, и во наредните денови, петок, сабота и недела, забраната беше продолжена и таа започнуваше од 16 часот и траеше до следниот ден до 5 часот наутро. Портпаролот на СВР Велес Верољуб Додевски за телевизија Здравкин извести колку прекршоци се направени во време траење на полицискиот час. Како и во минатото, во блиското минато, кога беше задолжителен полицискиот час, така и сега Велешани беа на ниво на почитување на оваа мерка што ја одреди владата. Исклучок се 8 лица кои за време на продолжениот викенд не ја почитувале оваа мерка. Останатите сите се примерни и сакаме да изразиме благодарност и пофалба до Велешани што ја почитуваат оваа мерка. Во текот на изминатото деномоќие нема нови регистрирани лица со решение за изолација, а со изјава за самоизолација има 5 нови лица во Неготино. Вкупно со решение во изолација има 105 лица, од кои 67 во Велес, 9 во Кавадарци и 29 во Неготино, а со изјава за самоизолација има вкупно 91 лице, од нив 63 се во Велес, 18 во Кавадарци и 10 во Неготино. Од страна на полициски службеници извршени се контроли кај лица во изолација и самоизолација преку текот на целиот викенд, при што СВР Велес констатирале дека сите ги почитувале овие мерки. Во однос на почитувањето на истите, апел упати и портпаролот Додевски. Апелираме до граѓаните, како и секогаш досега, да ги почитуваат мерките и одредбите искажани од владата за нивно добро, за добро на нивните најблиски, како и добро за сите нас. Да ја надминеме оваа криза и да се вратиме во нормален живот.